Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 одговори и еден заклучок. Со единствено слејано движење, рафинирано и рационализирано, оптимизирано низ годините секојдневно повторување. Продавачот на тезгата на зелениот пазар ги лизнува палецот и показалецот. Полусвртен, откачува едно кесе од малиот ченгел на тезгата. Ја отвара веќе со следното движење и скоро па механички почнува да полни јаболка. За неколку секунди кесата е полна и пред да ја измери е скоро па прецизно погодена количината, со маргина за грешка од плюс-минус едно јаболко. За помалку од минута ве услужил и наплатил и веќе е свртен и прима нарачка од следниот муштерија. Ефикасност достојна за фабриките на Toyota. Пазарен ден и на пазарот е гужва. Тоа значи дека ако на продавачот при самото пристапување кон тезгата, заедно со нарачката на јаболката, не сте му ја подале платнената торба која ја носите за оваа намена, за да ви наполни во неа, само неколку секунди потоа веќе е предоцна. Јаболката е спакувана, продавачот нема време за корекција, а вие си добивте уште едно бесплатно кесе. Од оние најтенките, за една употреба. И така, купувач по купувач, кеса по кеса, го градиме националниот просек од 2,15 кеси по човек на ден. Овој просек е утврден во истражувањето на јавното мислење на Меѓународниот републикански институт ИРИ, изработено како поддршка на пратениците во процесот на изработка на последниот закон во 2019 година со кој практично се забрани употребата и продавањето на овие кеси. Тоа се оние најтенките кеси за една употреба и се воведе обврска единствените пластични кеси да бидат оние подебелите, кои се разградуваат и се продаваат по 15 денари на касите во продавниците. Што практично значи оваа бројка? Тоа значи дека на ниво на целата држава, ако ги земеме само полнолетните граѓани, секој ден во Македонија се користат и се фрлаат 3.147.000 пластични кеси за една употреба. Тоа значи дека со ова темпо еден просечен граѓанин во годината ќе потроши 784 кеси. А во животниот век, кој во земјава изнесува просечно нешто повеќе од 73 години, од полнолетството па до крајот на животот ќе потроши 43.120 кеси за една употреба. Еве да ги ставиме овие бројки во полоколен контекст. Например, ако ја земеме една од поголемите општини во земјава, Аеродром, која според пописот има над 63.000 полнолетни жители, произлегува дека само од нив во оваа општина секој ден се користат, а потоа и фрлаат над 135.000 кеси за една употреба. За еден месец тие се намножуваат на над 4 милиони кеси само во оваа општина. Може би од прва овие бројки звучат преголеми и ве прават скептични, но ако во пазарните денови ги наблюдувате вредните млади и стари домакини и домакинки, кои во редици ги напуштаат пазарите и маркетите, ќе забележите дека голем дел од нив ги носат производите спакувани често и во десетина пластични кеси. Доматите во една, компирите во друга, кромидот во трета, краставиците во четврта, бананите во петта, мудрите патлиџани во шеста, зелката во седма, производите за хигиена во осма, лебот во деветта, млекото во десета. Според анкетата, оние кои имаат повисоки примања имаат тенденција да трошат и повеќе кеси од оние кои се со пониски примања, а младите трошат повеќе од постарите. И каде одат потоа тие кеси? Оние милиони кеси кои ќе го издржат товарот до дома, потоа најверојатно ќе ги искористиме за фрлање на домашниот отпад во контейнерите. Милиони пак ќе завршат фрлени на улиците, во зеленилото, во реките, во шумите, на планините. Па често кога во Скопје ќе задува посилен ветер, тој ги вади од нивните скривалишта и како птици ги вее во воздухот. Кога ќе ги зафати вртлок од ветрот, делуваат како грациозно да танцуваат на небото, се додека не се закачат на некој дрво или на нечија тераса. И сега ќе речеме, па добро, не изгледа убаво, но што е тука толку страшно? При изработката на законот со кој всушност овие кеси повеќе не требаше да ги има, пратениците имаа на располагање и студија за намалување на употребата на пластични кеси, изработена исто така од ИРИ, во соработка со државно финансираните истражувачко-аналитички центри на тогаш 4 најголеми парламентарни партии – СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ и БЕСА, и со помош на експертите Неда Малеска-Сачмаровска и професорката Јадранка Блажевска-Гилев од Институтот за органска технологија на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Разговаравме со професорката Блажевска-Гилев околу ова прашање.
Веројатно знаете или можеби и не дека пластиката потекнува од нафта. Значи суровината за вие да произведете пластика ви е нафта. Према тоа, кога тоа ви се разградува, повторно доаѓате до компоненти кои што не се добри по здравието на човекот. Таа прави нормално во макрочестички кои што ги гледате, ама низ годините таа и понатаму се разградува и доаѓа и до микро и до нанопластика, која што бидејќи е многу лесна може да се пренесува секаде, па потоа можете да ја најдете и во растенијата, и животинскиот свет, значи да ја проголта па во дигестивниот тракт на рибите, на живиот свет може да го најдете и преку тие продукти да дојде во човечкиот организам. Не е добро вие да имате нафта во крвта. Со законот кој го усвоија пратениците, најтенките кеси, како оние на пазарите и во многу маркети, најчесто во одделите со овошјето и зеленчукот, во суштина воопшто не постојат. Ги нема. Законот ги признава и гледа само оние подебелите кои се продаваат на касите за по 15 денари од парче. И кои во 2023 година требаше сите да можат да се разградуваат. Но туку има една голема рачка. Според анкетата, мнозинството од граѓаните се запознаени дека обичните кеси се штетни за животната средина и за луѓето. Но поголем дел сметаат дека оние кои се разградуваат исто така загадуваат, но незначително. Односно, генерално сметаат дека се биоразградливи и имаат поблагонаклоно мислење кон нив. Постојат кеси кои што се од синтетичко потекло, тоа се полиетиленските, полипропиленските и така натака, и оние оксоразградливи кеси се повторно синтетичка пластика во која што имаме додатоци кои помагаат таа побрзо да се разгради. Меѓутоа таа е од истата конвенционална пластика како и претходнава. Биоразградливите кеси практично ги нема на нашиот пазар, заради тоа што тие се многу поскапи и производителите не се решаваат да ги произведуваат овие биоразградливи кеси. Сега на пазарот ги има само оксоразградливите кои што не се ништо друго туку повторно истата конвенционална пластика со одредени групи внатре во структурата за да можат да го катализираат, односно да го забрзаат процесот на нивно разградување. Меѓутоа проблемите се исти. Знаете, кога пластиката се разградува, таа повторно преоѓа во форма на микропластика, на нанопластика, која што можете да ја најдете и во почвата, можете да ја најдете и во водата, и сето тоа прави проблеми по здравието на човекот и затоа треба да се оди во насока на вистина на комплетно укинување на пластиката за еднократна употреба. Според студијата, оваа микропластика е присутна насекаде околу нас. Ја има и во воздухот, во почвата, во реките, езерата и морињата. Пронајдена е дури и во најдлабокиот дел во океаните и во дигестивниот тракт од морските зоопланктони па се до најголемите морски цицачи. Таа исто така ја има во водата амбалажирана во пластичните шишиња, во водата од чешма, во пивото, медот, шекерот. Доаѓа од повеќе различни извори, меѓу кои и од пластичните кеси. Здравствените проблеми кои може да ги предизвика главно потекнуваат од адитивите кои се составен дел на пластиката. Тие предизвикуваат ендокрини нарушувања и имаат канцерогени ефекти. При вдишување на микропластиката и нанопластиката може да настанат здравствени проблеми, како што се заболувања на цревата, кардиоваскуларни или канцерогени заболувања. Може да се предизвика оштетување на преносот на генетските информации во клетката, што пак може да предизвика мутации кои доведуваат до карцином. Сега, како стигнавме до ситуацијата кесите, оние најтенките, што со стапувањето на законот во сила во 2021 година требаше целосно да ги снема, а на нивно место да се појават други алтернативи, денеска да ги има насекаде, а алтернативите да ги снема. Имено, набрзо по стапувањето на законот во сила видливо, во најголем дел од маркетите, продавниците, па дури и некаде на пазарите, наместо пластичните се појавија хартиени кеси во кои можавте да ги спакувате производите. Набрзо, во повеќето маркети покрај хартиените кеси се појавија повторно и тенките пластични кеси, но овој пат без рачки. Не многу време потоа, хартиените кеси постепено ги снема. Скоро од сите маркети, а во дел од нив повторно воскреснаат тенките кеси, сега и со рачки. Например, во моето обкружување има 6 маркети од сите најголеми синџири. И хартиени кеси како алтернатива за купувачите има само во еден од нив. На пазарите пак состојбата драстично никогаш не се ниту промени. Тенките кеси со рачки се останаа на тезгите. Разговаравме со Здравко Савески, политиколог и член на граѓанската иницијатива за ослободување од еднократна пластика. Оваа иницијатива меѓу другото следи и како се применува овој закон.
Пластичните кеси во Македонија не се забранети од 2021. Пластичните кеси се забранети од 2023 година, а во 2021 повторно беа забранети, иако веќе беа забранети. И да биде целата каша уште поголема, иако тие се забранети по закон, као што секој граѓанин на Македонија е свесен, тие се буквално насекаде. Дури не можеме да зборуваме за намалување на бројот на пластични кеси кои се пуштаат во оптек и се користат од граѓаните после новата забрана од 2021 година, бидејќи иако кесите кои се продаваат на каса очигледно се намалија и можно е дури и до 90%, истовремено останатите кеси можеби бројот на употребата се зголеми. Така што нема некоја голема разлика помеѓу ситуацијата пред втората забрана на пластичните кеси и после неа. И она што околу таа дилема што сакаја, тоа е со обидот да ги протнат кесите како ако нема рачки, тогаш не била кеса. Што беше премногу смешно и трагично истовремено. Фактички во законот убаво пише дека пластичната кеса е кеса без разлика на дали тоа се сорачки или не се сорачки. Но откако им помина тоа, откако спласна јавниот интерес, едноставно повторно се вратија на пластичните кеси со рачки, бидејќи и така немаше некоја поента со тие без рачки. Савески објаснува дека е многу лошо кога самата држава не си ги почитува собствените закони и тоа по втор пат. Ако се смета дека забрана за пластичните кеси постоеше и во претходниот закон од 2012 година, но и таа не се спроведуваше. Тој алудира и на правилникот за стандарди за биоразградливост на кесите, кој предвидуваше дека сите кеси од 2023 година ќе бидат само од оние кои чинат 15 денари и се со повисок стандард и ќе се разградуваат. Меѓутоа, Министерството за животна средина со промена на овој правилник го одложи датумот за 2024 година. Оваа година одложија од 2023 на 2024. Значи, ние имаме период од 11 години на одложување. И едноставно аргументот на капиталистите од пластичната индустрија е дека немале време за прилагодување. Па 11 години е доволно долг временски период за прилагодување. Многу спорно е тоа што Министерството со подзаконски акт донесе одложување на примената на стандардите за биоразградливост. Бидејќи ако имало таква потреба, тоа ќе било регулирано со законот, а не и нема одластување Министерството да со подзаконски акт, дадено од законот, одластување, да воведува било какви одложување на примена на одредена законска измена. Ако сакале тоа да го направат, тогаш требаше да направат измена на законот, а не Министерство, понизок орган, да на своја рака си донесува одредени дополнителни олеснувања за така наречената бизнис заедница. За овие одложувања нашите соговорници сметаат дека стои интересот на фирмите кои се бават со производство на пластични производи за еднократна употреба. Професорката Блажевска Гилев смета дека толеранцијата кон кесите во маркетите е и поради тоа што тие се сепак потенки од претходните и се сметаат за преодно решение се до целосната забрана. Веројатно доследно не се почитува или се одлага заради силното влијание на производителите на тие кеси, заради социјалниот момент, машините не се исти, ако треба да продолжиме да произведуваме хартиени кеси, меѓутоа се многу слични ако продолжат да произведуваат полимерни кеси со поголема дебелина кои што ќе бидат за многукратна употреба, нема да бидат само за еднократна, така што може и да се аплицира преку фитир да се добијат одредени финансиски помагање на таквите производители за да може да се прилагодат кон сето тоа. Меѓутоа доследно сметам дека не се почитува она што беше пропишано во законот. Се обративме и до Министерството за животна средина, кое е надлежно за оваа тема и кое неодамна се пофали дека од наплатата на кесите од по 15 денари по парче е собран фонд од над 2 милиони евра. Според најавата, овие пари ќе се користат да се купат контейнери за селекција на отпад за општините низ земјава. За жал, надлежните за оваа проблематика не беа во можност да зборуваат за овој подкаст, поради други обврски, но ни испратија неколку куси одговори на прашањата.
Од таму велат дека потполна забрана на пластичните кеси, вклучително и на оние кои се разградуваат, треба да се случи до 2030 година, а меѓувреме тие постепено ќе се воведуваат. На прашањето зошто не се казнуваат оние кои во продавниците и на пазарите издаваат кеси за еднократна употреба, не упатија да побараме одговор од Државниот пазарен инспекторат. А од овој инспекторат, првично телефонски ни одговорија дека тие не можат да ги казнуваат трговците за кесите кои им стојат кај зеленчукот и овошето од причина што трговците овие кеси не ги продаваат, туку се бесплатни. Потоа по мејл ни одговорија дека како дел од редовните надзори за месец декември во 2023 година се предвидени и надзорите во согласност со Законот за отпад и управување со отпад кој ги опфаќа и кесите. И во случај ако одредени трговци постапиле спротивно на законот, ќе бидат соодветно санкционирани. Очигледно постојат повеќе така наречени рачки во овој случај. И сега се поставува прашање, што да правиме и кои се алтернативите да го намалиме ова загадување. Алтернативата се мрежите кои може да се користат повеќе кратно, мрежи за овоше и зеленчук, кои по старите генерации ги употребуваат, значи пластичните кеси постојат на пазарот и во Македонија и во светот во последните 50 години, а луѓето пазареле со илјадници години претходно, значи некако поинаку пазареле. И сега, тие мрежи за овоше и зеленчук, кои може да се користат повеќе кратно, едноставно не се достапни на македонскиот пазар. И сега тука е проблемот со Министерството за животна средина. Тие, иако ние им кажавме дека граѓаните не се свесни за постоење на одржлива алтернатива околу купувањето овоше и зеленчук и дека е потребно да бидат достапни на пазарот и за таа намена да одвојат многу мал дел од парите кои ги добиваат од граѓаните заради користењето на пластичните кеси, тие одбиваат да организираат производство на мрежи за овоше и зеленчук и наместо тоа го дозволуваат кршењето на законот во врска со пластичните кеси. Професорката Блажевска-Гилев смета дека биоразградливите кеси кои патем се спомнати во законот, но ги нема на пазарот, исто така не се решение. Кај нас не се заинтересирани производителите да изработуваат ваков тип на пластика и знаете во Германија таа е поскапа и за обработка и бидејќи како материјал нема такви добри механички карактеристики, вие морате да изработите многу подебела и заради тоа и на крај производството може и до 6 пати да ви биде поскапо во однос на конвенционалната пластика. И затоа производителите не сакаат да одберат таков начин на производство на пластика. Че оставиме на раката на пазарот, таа нема да го фати. А од друга страна, кога ќе дојде да се формира отпад од конвенционална и од биоразградлива пластика, вие не можете на ист начин да ја рециклирате. А визуелно таа многу не се разликува. Како што не е многу скап материјал, многу треба да чини за вие да направите селекција на едната од другата, а ако заедно ги рециклирате, може да ви направи проблеми во технолошкиот процес. И затоа се смета дека не е погодно да правиме производи од неа. Во Германија комплетно е тргната биоразградливата како продукт на пазарите. Треба да се прибегне кон текстилен, кон хартиен материјал за изработка на оние торби, кеси и сето тоа што се користи. Пластичните кеси кои во широка употреба се влезени уште во 70-тите години од минатиот век се невообичаено удобно решение за потрошувачите. Мора се признаето. Лесни се, може се стуткаат во джеп, водоотпорни се и може да носат и до 1000 пати поголем товар од сопствената маса. Скоро па совршен материјал би рекле. Скоро. Доколку не беа нивните мани кои излегуваат на виделина поради преобемното користење. Загадуваат, можеби ќе се разградат дури по 100 години, лошо влијаат на здравјето, нивните микрочестички навлегуваат скоро во сите организми и едноставно ги има премногу. Далеку повеќе отколку што нашите системи за отпад, нашите институции, природата и заедниците можат да поднесат. Затоа, следниот пат пред да излезете на пазарење, земете си неколку платнени торби. И не заборавајте да му ја тутнете на продавачот веднаш штом ќе нарачате, пред тој инстинктивно да дофати пластична кеса и да ја наполни. Навиките на луѓето, инерцијата на институциите се тешки противници во секоја промена. Но ова е навистина нешто во кое секој може да придонесе и со сопственото однесување.